Дали гробницата кај Прилепско Бонче стара 2400 години е клучот за тоа каде се наоѓа изгубениот град Пелагонија, по кој што светската археологија трага над 150 години. Македонските археолози тука истражуваат веќе 15 години и претпоставуваат дека гробница со вакви импозантни големини може да биде направена само во близина на некој голем град, кој што според нив е Пелагонија. Но за дефинитивна потврда им требало епиграфски споменик кој што ќе го содржи терминот Пелагонија. На сето тоа наведува прво оваа гробница, потоа сите оние наоди што ги имаме тука, ако се сеќавате пред 15 на години, 2006 година се пронајдени трите парадни штитови на Деметри, македонскиот крал Деметри. Многу монети имаме од тоа време, имаме монети кај што пишува Македонија четврта, дека е престолнината, меѓутоа без надпис или нешто поконкретно не можеме да кажеме. Ова е навистина уникатна гробница затоа што вакви гробници има само две во светот. Оваа и онаа која што е откриена во Амфиполис во Грција, која што пак е 3 пати поголема од оваа гробница. Во овој момент се наоѓаме во дромозот, односно ходникот на гробницата, кој што води до главната комора каде што бил погребениот. Ова место тука е главната комора на гробницата каде што било положено телото на починатиот. Но за жал, досега се уште не е утврдено кој пелагонски великодостојник бил погребан во оваа гробница. Но за жал, иако поседуваме ваков уникатен објект стар околу 2,5 милениуми, државата се однесува крајно несериозно кон него. Наместо да биде уникатна туристичка атракција, гробницата се распаѓа, не се одделуваат пари за нејзина конзервација, а кога врне се претвора во голем базен. До неја нема ниту пат, ниту пак патокази. Годишно за истражување се одделуваат по само околу 3000 евра, со кои што не може да се направи ама баш ништо. Годинава се пронајдени неколку нови гробови. Презентирана е и во Германија и во Англија. Значи таа е позната во науката, меѓутоа тука не е ништо направено. Се претпоставува дека градот Пелагонија се простира околу гробницата на 15 на хектари, а додека на врвот Висока, кој се наоѓа над самата гробница, каде исто така се пронајдени градби, се наоѓало главното светилиште на градот.